Директорката на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија Билјана Јовановска оствари средба денеска со штипските пензионери. Се одржаа два состанока на кои се разговараше за ситуацијата на пензионерите и какви активности се реализираат во корона пандемијата. Јас како раководно лице на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување сакам да воспоставам редовна комуникација, редовни средби и соработка со сите пензионери, со нивните здруженија. Целата ситуација во државата и во светот со ковид здравствената криза ни ги ограничува во моментов формалните активности и средби секојдневни во живо. Меѓутоа ние еве за прв пат за да се запознаеме остваривме средба тука. Во иднина ќе продолжиме со комуникација секојдневна преку телефон, мејлови, а се разбира кога има потреба ќе оствариме и средба со физичка комуникација. Стојам на располагање за да изнаоѓаме во иднина решенија на проблеми доколку има, заедно да создаваме, да креираме идеи, предлози кои што се во интерес на граѓаните, односно во интерес на сегашните и идните пензионери. Пензионерските друштва изразија благодарност што директорката на ПИОМ дошла директно во здруженијата, што представуваат база на проблеми и потреби на самите пензионери. Лично и индиректно, директно да ги чуат проблемите од самата база кои произлегуваат од работењето на ваквите пензионерски друштва. Преди се по однос на поставеното прашање можам да кажам дека тоа се секојдневни проблеми со кои се содруваат пензионерите, по однос на висината, по однос на достатоците на пензија, по однос на потребите кои ги согледуваме, поготово по однос на локални потреби, по однос на потреби за редовно исплаќање. Оваа прилика се искористи господја Јовановска да ги извести корисниците на семејна пензија дека треба да достават соодветна пријава за ажурирање во самиот систем. Она што би сакала да нагласам е дека корисниците на семејни пензии кои што немаат доставено потврди заклучно со вчерашниот датум, да ги замолам во текот на утрешниот ден и следната недела да ги достават потврдите како би можеле и за нив да направиме уште една вонредна исплата. Станува збор за една помала бројка, да речеме, на наши сограѓани, но секако согласно законската регулатива, тие потврди ние мора да ги имаме во системот како би можеле непречено да вршиме исплатата. И затоа ги повикувам уште еднаш корисниците на семејни пензии кои што не доставија потврда заклучно со вчерашниот ден, да ги донесат потврдите и веднаш ќе биде направена исплата и за нив. Пензионерите веќе од денес на своите сметки етапно по групи ги добиваат своите пензиски доходи, почнувајќи од 26 ноември па се до 1 декември во зависност од висината на пензијата.